Книга на пророк Михеј, глава 1. Господово слово упатено на моресетецот Михеј во времето на Јоатам, Ахаз и Езекија, јудејски цареви. Неговите виденија за Самарија и Јерусалим. Чујте, народи, вие сите, слушај земја и се што те исполнува. Господ Бог ќе сведочи против вас, Господ од својот свет храм. Зашто еве, Господ излегува од своето свето место, слегува и оди по земските височини. Горите се растопуваат под неговите чекори и долините се распукуваат под неговите чекори и долините се распукуваат како восок пред оган, како водата што се разлева низ стрмнината. Се е тоа Јакововото злосторство и загревовите на Израелевиот дом. Кој е Јакововото злосторство? Не е ли Самарија? Кои се јудините високи места? Не е ли Јерусалим? Ке направам од Самарија грудки куп во полето, на место за садење лозје. Ке ги растркалам низините камења во долината, ке ги откријам основите. Ке се искршат на парчиња сите незини резани ликови, сета блудничка плата ќе ја биде изгорена со оган. Ке ги запустам сите незини идоли, зашто се насобрани од блудничка плата, и пак ќе се вратат на блудничка плата. Затоа ќе плачам и ќе заридам. Ќе одам гол и необлечен, ќе вијам како шакалите, ќе пискам како ноевите. Зашто нема лек за незината рана. Стигна се до Јуда. Ја допира вратата на мојот народ, се до Јерусалим. Не јавувајте го тоа во Гат, не плачете воопшто. Во вид Афра тркалајте се во прав. Заминувај срамно разголена сафирска жителке. Од својот град не излезе сананската жителка. Оплакувањето на Ветезил ќе ја зема подкрепата од вас. Како може да и се надева на среќата маротската жителка? Зашто несреќата слегува од Господ се до Јерусалимската врата. Впрегнете брзи коњи во бојни коли, лахиски жителки. Тоа беше почетокот на гревот на сионската ќерка, зашто во тебе се најдоа Израелевите злосторства. Затоа ќе му дадеш проштални дарови на моресет Гат, Ахсивските домови ќе ги измамат израелските цареви. Уште ќе ти доведам наследник жителке на Марис, ќе стигне од Одолам Израелевата слава. Корнија косата и изтрижи се заради своите мили деца. Стани ќелава како орелот мршар, зашто ќе одат далеку од тебе во робство. Глава 2. Тешко им е на оние што смислуваат беззаконие и што подготвуваат зло на своите постели. Штом ќе се раздени, тие го извршуваат, зашто силата е во нивната рака. Посакаат ли полења? Ги одземаат и куќи, ги земаат, им прават насилство на човекот и на неговата куќа, на собственикот и на неговото наследство. Затоа Господ зборува вака: еве, му смислувам зло на тој народ, од кое не ќе ги извлечете вратовите, нито ќе одите горделиво, зашто ќе биде лошо време. Во оној ден ќе биде составена пословица за вас, ќе се запее тажачка и ќе се рече: пропадна, сосем сме запустени. Наследството на мојот народ е отуѓено и никој да му го врати. Нашите ниви поделени им се на другите народи. Затоа не ќе има никој кој би определил граница за твојот дел во Господовиот собир. Не пророкувајте пророци, не пророкувајте им, срамот не ќе се отстрани. О, ти што се нарекуваш Јаковов дом, зар духот Господов е ограничен? Зарем такви му се делата? Зборовите мои зар не прават добро на оној кој оди праведно?
Вие сами се дигате како непријатели на мојот народ. На безгрешниот човек вие му ја одземате наметката. На оној кој патува без страв му досудувате воени стравотии. Вие ги истерувате жените на мојот народ од нивните мили домови. На нивните деца им ја одземате за секогаш славата која им ја дадов. Станете. Одете. Ова не е одморалиште. Зашто се нечистивте, тоа ќе ве уништи. Да, потполно ќе ве уништи. Кога би можел да биде вдахнат човекот кој ја измислува оваа измама. Ти пророкувам вино и пијалак. Тој би бил пророк на овој народ. Ке те соберам сиот, Јакове, ке го соберам Израелевиот остаток. Ке ги сместам заедно како овци во кошара, како стадо на пасиште. Голема врева ќе направат од мноштво на луѓе. Пред нив оди разорнувачот. Тие ќе срушат и ќе влезат низ вратата, ќе влезат и ќе излезат. Пред нив ќе оди нивниот цар, Господ ќе биде на чело. Глава 3. Потоа реков: чујте сега, главатари на Јакововата куќа, судии на Израелевиот дом. Нели е на вас да знаете што е право? Но вие го мразите доброто и го љубите злото. Вие им ја дерете кожата од телото на луѓето и месото од нивните коски. Тие го јадат телото на мојот народ и му ја дерат кожата, му ги кршат коските. Тие ги дробат како во грнец, како месо во полн котел. Затоа, тие ќе го повикуваат Господа, а тој не ќе им одговори. Ќе го скрие во тоа време лицето од нив, заради злосториите што ги направиле. Господ зборува вака против пророците, кои го заведуваат мојот народ, кои гризат со забите и прогласуваат мир, но против оној кој не им става ништо во устата навестуваат војна. Затоа ќе имате ноќ место вашите привиди и темнина место пророштво. Ќе им зајде сонцето на тие пророци и денот ќе се стемни за нив. Тогаш гледачите ќе се засрамат и ќе се збунат вражалците. Сите тие ќе ги покријат устните, зашто ќе нема Божи одговор. Ама јас сум полн со сила и со Господов дух, полн со правда и со цврстина, за да му ја известам на Јакова неговата нечесност, на Израел неговиот грев. И така, чујте го ова, главатари на Јакововата куќа, судии на Израелевиот дом, вие на кои им се гади правдата, те извртувате се што е правилно. Вие кои го градите Сион со крв, Јерусалим со неправда. Неговите главатари судат според подкупот, неговите свештеници проучуваат заради печалба. Неговите пророци предскажуваат за сребреници. А тие се повикуваат на Господа и зборуваат: нели е Господ во наша средина? Не ќе навали зло на нас. Заради вас и вашата вина, Сион ќе биде преорано поле, Јерусалим орнатина, а гората на домот ќе покрие шума. Глава 4. Ке се случи на крајот на деновите. Гората на Господовиот дом ќе биде поставена над сите гори, возвишена над сите брегови. Сите народи ќе одат кон неа. Многу племиња ќе дојдат и ќе речат: ајде, да се искачиме на Господовата гора, во домот на Јакововиот Бог. Тој ќе не научи на своите патишта и ќе одиме по неговите патеки. Зашто законот ќе излезе од Сион, Господовото слово од Ерусалим. Тој ќе управува со многу племиња и ќе им биде судија на силните народи. Своите мечеви ќе ги исковаат во паличници, а своите копија во српови. Народ не ќе дига меч против народ, ниту веќе ќе се вежбаат за војна. Секој ќе седи мирно под виновата лоза,
а под својата смоква и никој не ќе го плаши. Тоа го рече устата на Господ над војските, зашто сите народи одат, секој во име на својот Бог. А ние одиме во името на Господ, нашиот Бог, секогаш и довека. Во оној ден, говори Господ, ќе ги соберам хромите, ќе ги приберам распреснатите и сите на кои што им нанесов беда. Од хромите ќе направам остаток, силен народ од оние што се отфрлени. Тогаш Господ ќе владее над нив, на гората Сион, од сега и довека. И ти, стражарница на стадата, тврдино на сионската ќерка, пак ќе ти се врати тебе поранешната власт, царството на Ерусалимската ќерка. Зошто сега викаш со силен глас? Нема ли цар во тебе? Зар пропаднаа твоите советници да те опфаќаат болките како роделка? Виткај се од болка и пискај. Сионска ќерко како жена што раѓа, зашто сега ќе излезеш од градот и ќе живееш во полето. Ти ќе отидеш до Вавилон, таму ќе се ослободиш, таму ќе те откупи Господ од рацете на твоите непријатели. А сега многу народи се собраа против тебе. Тие зборуваат: нека се обесчести, нашите очи нека се наситат со Сион. Но Господовите мисли, тие не ги знаат и не ги разбираат неговите намери. Тој ги собра како снопје на кумно. Стани! Оврши го житото, Сионска ќерко, зашто ти правам железен рок и бронзени копита, и ке сотреш многу народи. Ке му го заветуваш на Господ нивното благо и нивното богатство на Господарот на сета земја. Глава 5. Собери се сега во Чети, ќерко на четите. Обколени сме и обсадени сме. Со палка го удираат по лицето Израелевиот судија. А ти, Витлеему Ефрато, најмалиот меѓу јудините кнезови, од тебе ќе ми излезе оној кој ќе владее со Израел. Неговото потекло е од дамнини, од вечните времиња. Затоа Господ ќе ги остави додека не роди таа која има да роди. Тогаш ќе се врати остатокот на неговите браќа кај Израелевите деца. Тој ќе се исправи, ќе го изведува на пасење своето стадо со Господова сила, со величенството на името на својот Бог. Тие ќе живеат во мир, зашто тој ќе ја распростре својата слава се до земните краеви. Тој е мир. Ако асирците навлезат во нашата земја, ако стапат во нашите дворци, ќе подигнеме против нив 7 пастири, 8 народни кнезови. Асирската земја тие ќе ја спасат со меч. Невродовата земја со мечови. И тој ќе не ослободи од асирците ако навлезат во нашата земја, ако стапнат на нашата почва. И Јакововиот остаток ќе биде меѓу бројните народи, како роса што доаѓа од Господа, како капки на дождот на тревата, кој не го чека човекот, ниту се колеба за човечките синови. А Јакововиот остаток ќе биде меѓу бројните народи, како лав меѓу горските ѕверови, како лавче меѓу овци стада. Секој пат кога поминува, тој гази со нозете, раскинува и нема никој да се избави од него. Твојата рака нека се подигне на противникот, сите твои непријатели ќе бидат сотрени. Во оној ден, говори Господ, ќе ги истребам сите твои коњи, ќе ги уништам твоите бројни коли, ќе ја разорнам секоја населба по твојата земја, ќе ги срушам сите твои тврди градови, ќе ги сотрам баењата од твојата рака, не ќе имаш веќе врачеви. Ќе ги истребам во тебе сите кипови и камени столбови. И ти веќе не ќе се поклонуваш пред делото на своите раци. Ќе ги искорнам ашерите од тебе и ќе ги разорнам твоите градови. Во гнев и во бес ќе ја извршам од маздата
над народите кои не слушаа. Глава 6. Чујте сега што зборува Господ. Стани, суди се пред горите и бреговите нека го чујат твојот глас. Гори, слушајте ја Господовата пресуда, основи на земјата. Чујте зашто Господ се суди со својот народ. Тој се суди со Израел. Народе мој, што ти сторив? Со што те изморив? Одговорете против мене. Јас те изведов тебе од египетската земја. Те избавив од куќата на робството. Го испратив пред тебе Мојсеја, Арона и Маријам. Народе мој, спомни си сега. Што беше наумил Валак, Моавскиот цар? Што му одговори нему Валаам, синот Веоров? Спомнете си за се збиднато. Од Ситим до Галгал, за да ги познаеш правените Господових дела. Со што ќе дојдам пред Господа? Ќе паднам ли ничком пред Севишниот Бог? Ќе дојдам ли пред Него со жртва паленица, со телења годиначиња? Дали ќе му бидат мили 1000 овни, 1000 потоци масло? Треба ли да се принесе првородениот син заради својот престап? Плодот на својата утроба заради гревот на мојата душа? Човеку, објавено ти е што е добро, што бара Господ од тебе. Да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог. Господовиот глас му вика на градот и мудроста ќе го види твоето име. Слушајте го жезалот и оној кој го определил. Зар можам да го поднесувам богатството во домот на безбожниците со проклета неполна ефа? Можам ли да го оправдам оној кој се служи со крива мерка, со вреќа со измамливи мерилки? Вашите богаташи полни се со насилство, вашите жители зборуваат лага. Измамлив е јазикот во нивната уста. Затоа и јас почнав да те удирам, да те истребувам заради твоите гревови. Ќе јадеш, а нема да се наситиш. Ќе останеш гладен, ќе оставаш настрана и ништо не ќе сочуваш. Ако и запазиш нешто, јас ќе го предадам на меч. Ќе сееш, но нема да жнееш. Ќе ја цедиш маслинката, а не ќе се намажеш со масло. Ќе газиш грозје, а не ќе пиеш вино. Ги пазиш Амриевите закони и сите дела на Ахавовиот дом. Живееш според нивните совети. Ќе направам пустина од тебе, подсмев од твоите жители, за да го носите срамот на многу народи. Глава 7. Тешко ми мене. Станав како оние што собираат летен плод, како доберувач по гроздоберот. Нема зрно грозје да го позобам. Нема смоква ранка по која копнее душата моја. Побожниот исчезна од земјата, ни еден праведник меѓу луѓето. Сите дебнат за крволење, секој му поставува мрежа на својот брат. Нивните раце способни се за зло. Главатарот бара подарок, судијата суди според подкупот, големецот ја искажува похотливоста на својата душа, така тие заедно го ткаат злото. Најдобриот меѓу нив е како трн, најправедниот како трнлив плет. Денот на твоите чувари и денот на твоите посетители пристигна. Сега ќе биде нивната збунетост. Немајте надеж на ближниот, не верувајте во пријателот. Пред онаа која со тебе ја дели постелата, внимавај да не отвориш устата. Зашто синот го презира својот татко, ќерката станува против мајката, снаата против својата свекрва, секому е непријател неговиот домашен. А јас сум загледан кон Господа, чекам на Бог кој спасува. Мојот Бог ќе ме послуша мене. Не радувај се на моето зло, непријателко моја. Ако паднав, ќе станам. Ако престојувам во темнини, Господ е моја светлина.
Треба да ја поднесувам Господовата лутина, зашто сгрешив против Него. Се додека не го пресуди мојот спор и не ја изрече правдата, ќе ме изведе на светлина. Ќе ја гледам Неговата праведност, кога ќе здогледам мојата непријателка ќе се покрие од срам, таа која ми зборуваше: "Каде е тој Господ твојот Бог?" Моите очи ќе се насладуваат кога ќе ја здогледам, таа ќе биде згазена како кал на патот. Доаѓа ден кога ќе се созидаат твоите ѕидови. Во тој ден надалеку ќе се шират твоите граници. Во тој ден ќе доаѓаат кај тебе од асирската земја до Египет, од Тир до реката, од море до море, од гора до гора. Земјата ќе стане пустина заради своите жители, заради нивните дела. Пази го својот народ со својот жезол, стадото на своето наследство кое живее осамено во громушникот сред плодни овошници. Нека пасе во Васан и во Галат како во стари времења. Како во деновите кога излезе од египетската земја, ќе им покажам чудесни работи. Народите ќе ги видат и ќе бидат засрамени покрај сета своја сила. Ќе ја ставаат раката на устата и ушите ќе им се заглушат. Ќе лижат прав како змија, како ползачи што лазат по земјата. Ќе излезат треперејќи од своите дувла, преплашени и исплашени пред тебе. Кој Бог е како ти, кој го проштава беззаконието, кој го проштава гревот и преминува преку престапите на остатокот на своето наследство, кој не дотраја довека во својот гнев, туку тој ужива да искажува милост. Уште еднаш, имај милост за нас, сотри ги нашите беззаконија, фрли ги на дното на морето сите наши гревови. Додели му ја својата верност на Јакова, својата добрина на Авраама, како што им се заколна на нашите татковци од тамнешни денови.